Еве денеска привршува подготовките за Свети Николскиот турнир 2018 година, кој воедно е и хуманитарен турнир. Намената на средствата кои ќе бидат собрани од овој турнир ќе одат за децата со специјални потреби на кои им се и неопходни овие средства. За таа цел на 21.11.2018 година локалниот спортски сојуз како организатор на овој турнир заедно со локалната самоуправа на Прилеп, тоест општина Прилеп, потпиша меморандум за организирање на овој турнир, кој е, реков, и меморијален, традиционален турнир кој се одржува 8 пат поред, оваа година е 8 пат. За таа цел ние пристапивме кон подготовки за што подобро организирање на овој турнир и мислам дека еве денеска кога е веќе и закажано жребањето, мислам дека има и конкретни бројки и мислам дека треба да бидеме задоволни од интересот кој го покажаат екипите кои се пријавија на овој турнир. Према ланската година имаме 32 екипи во сениорска конкуренција, 12 екипи во ветерани, категорија ветерани и имаме преку 15 екипи во пионерска категорија, генерации 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 и помлади. Турнирот после жребањето кое сега ќе следува, турнирот започнува во недела на 9 и ќе трае до 25 кога е закажано и финалето на овој турнир. Надпреварите во сениорска конкуренција ќе се играат прво во 8 групи по 4 екипи. Групната фаза во таа групна фаза играат екипите секој со секого во групата, а после тоа првопласираната и второпласираната екипа ги продолжуваат надпреварите во нокаут систем кој ќе биде се до крајот на финалето. Значи систем во кој победникот оди понатак и поразената екипа отпаѓа. За разлика од сениорската категорија, кај ветераните ќе бидат, бидејќи се 12 екипи пријавени, ќе бидат 3 групи со по 4 екипи, така да првопласираните две од секоја група од овие 3 одат понатаки и двете третопласирани, најдобро третопласирани екипи за да постигнеме на бројка од 8 екипи кои после во елиминационен систем од четвртфинале одат се до финале, до финалниот надпревар за победник во категоријата на ветерани. Пионерската конкуренција е малце поспецифична, бидејќи имаме три генерации, тука се 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 и помлади. Мислам дека во две од тие пионерски генерации ќе имаме по две групи од по 3 екипи, а едната ќе биде со две групи од по 4 екипи, во зависност од она како беа пријавени претходно. И мислам дека системот на надпревари ќе биде во групната фаза бот система, потоа со елиминации до самиот финален надпревар. Исто така да напоменам дека надпреварите ќе се организираат и играат во универзалната сала Тутунски комбинат, позната за нашиот град. Исто така треба да се напомене дека наградниот фонд е исто како ланската година, 330.000 денари, од кои 160.000 денари за првопласираната екипа во сениорска конкуренција, 90.000 денари за второпласираната екипа во сениорска конкуренција и 60.000 беа денари за третопласираната екипа во сениорска конкуренција. Организаторот обезбеди награди за првопласираната екипа во ветерани, 20.000 денари за најдобрата екипа, а за категоријата за пионери, за сите генерации, за најдобрите 3 екипи се обезбедени награди во спортска опрема. Надпреварите во работните денови ќе се играат после 16:30 часот, па се до 22, во зависност од бројот на надпревари кои ќе се играат тој ден. За во викендот, саботи и недели се планирани предпладне да играат пионерските категории и попладнето да бидат исто така потполнет терминот со надпревари од сениорска категорија и измеѓу тие надпревари сениори се планирани да се играат и надпреварите на ветераните. Влезот, како и ланската година, групната фаза, додека се игра, надпреварите во групна фаза
ќе биде влезот бесплатен за сите гледачи, а потоа од елиминациониот систем кога ќе почнат, тогаш ќе се наплаќаат влезници со символична цена како и ланската година. Целта е на организаторите да се што повеќе соберат средства за овие деца со специјални потреби за кои и овој турнир фактички хуманитарниот цел на овој турнир и таа да собереме што повеќе средства за тие деца за кои им е и потребна таа помош.